сретнав со амфетамино, најштетната дрога моментално што владее и најевтина дрога и многу лесно достапна. Со амфетамино се сретнав како тоа беше психотичен. Психотик кој ти ја дига енергијата, едноставно ти го покачува адреналин. Секој ден, а работеш на црно, немаш никакви работнички права и завршувах у казино со тоа што од тоа беше околу 1000 денари дневницата и со 500 денари купувах марихуана, со 500 денари ги уложувах на апаратите. На апаратите мислам за слот машините, што имат многу лошо влијање на оваа денешница. Секој сиромашен човек е навлечен веќе на слот машина. Ти 18 дена баш на роден ден излавам и да ги частам другарите. За мојот тоа беше 16 или 15 или роден ден, баш не го памтам периодот. Тука да ги частам другарите, јас имам амфета, марихуана и Две опојни дроги се зема. да, нонстоп бев на двете опојни дроги. Од 16 годишна возраст бев нонстоп, едноставно секој ден. Нема Значи марихуана се земал и тоа немаше саат што не ме правеше зависен. Како да бев саат чист. Едноставно тука кога земах те двете опојни дроги со антидепресиви, резултираше утрето на 1 април ја да направам громомозер чин на посегнување по својот живот. После тоа, од токсикологија автоматски следуваше втора хоспитализација на Универзитетска клиника за психијатрија, каде бех хоспитализиран за разлика од претходно малку повеќе. И таму има травматични ситуации, има деца со аутизам, со психички пореметување на агресија, каде ден денеска имам травми глетката? од глетките што сум ги гледал там. Мислам не дека имало тепање, туку едноставно Дека се видел такви пациентот е у таа ситуација дека мора да дојде до фиксација на кревет. И тоа е било се пред мои очи, ден денеска ми ечат гласовето, викотиците од тоа. Како иде кругот на зимање на тие амфетамини? Па го најдеш дилеро или ќе го најдеш потрчкото што работи за дилеро. Тој е локален човек. Ние сме провинција. У таа провинција еден со еден се познава. Но тоа ни цела Македонија така. И Не ќе само Кочани. и ќе го потражиш тај баш што треба, ќе му даеш пари, ќе ти ја набави, он ќе си земе процент, секако за него ќе земе процент, па дури може да стави нешто што повеќе ќе те навлече, плюс да ти додаде нешто. На мене ми се дешавало да купувам амфетамин со пола парче, парче малку него, фактички не е добро сравнено, за да има повеќе, да се гледа повеќе. Не знаеш што користиш, може да ти стане некој антидепресив. Например, некои антидепресиви како што се респирадон, како има штетни антидепресиви за самиот организам. Те ја конзумира антидепресиви ден денеска за тоа што не може да ги да се отргнеме од тие травми. Одам на посета у Штип, у казино и се коцкам до Сабале. Земам една амфета, мија до нас пред казино. Како апче е тоа? Што не знам стварно. Не, тоа е бела прашкаста материја. Која денес многу лесно достапна, едноставно, што се вика, у Скопје да ја потраеш еден дилер одма ќе ти ја набави. И е многу Колку чини еден таков амфетамин тоа? од И тоа е на грам како е? од 1000 до 500 до 2500 Денари. Денари така? Да. И тука од ефтино достапна дрога како Со 2000 денари ќе наполниш фрижидерот дома за цела нощ. да, ако размислиш. Лесно достапна дрога, како ефтино, сметаме ја за ефтино достапна дрога. И тука многу лесно се купува. Ти са мојата дневница кој 2000 ќе намашти 500 денари и ќе ја купувам од и таа едно пакетче трае 5 до 6 дена. Амфетамин колку имаш навеќе земано во еден ден? Па имам земано околу 7-8 линии. Линии 7, 8. Да. Многу е тоа. Многу. Али Што имав претходна нели гостинка која рече 5, значи како издржа, кажи ми тој? не знам, тоа треба да го прашаме срцето.
затоа што самото земјање се зголемува очуковите на срцето и настанува тахикардија. Кога се појави една друга зомби како таблетка, тоа за жал едноставно ти го прави телото како зомб. Едноставно вистинска зомб. Ѓавол навлезува во тебе. Тоа сега е ново нешто искочено. Ново искочено, почна да владее на територија на Скопје и тука сам разбрал дека се појавува укочени затоа што немам Апче е тоа? да, немам личен контакт со наркобосовето, така од локални жители. Ние сме провинција, па ќе кажем, во таа провинција многу лесно ќе разбереш кој што прави.